четврточно издание на регионалните вести. За поранешниот дом на Арама во Тетово, кој е претворен во руина, има изработена физибилити студија која е испратена до Министерството за одбрана. Студијата предвидува овој објект да биде пренаменет во младински културен центар. Студијата изработена од група граѓани истата е испратена до Министерството за одбрана. Замислата е поранешниот дом на Арама да прерасне во објект каде ќе се одвиваат образовни, културни и спортски активности. Замислата глобално е таква да се одвиваат проектни активности, значи проектни менаџери кои што би менаџирале различни активности од широк диапазон на дејности што се однесуваат до образованието. Културата би била максимално застапена, значи просторот, големата хала, малите сали се измислени за културни активности. Дворот од друга страна е измислен, односно прилагодлив за спортски активности, така да со едно добро менаџирање мислам дека ќе биде многу корисно за младите и за она што во последниот период се пропагираше и сите широко го прифативме, тоа е конечно да дојде животот за сите, нели? Се предвидува со објектот да управуваат неколку лица, како и поголем број на надворешни соработници. Анализата се сведува на организацијски аспект, значи ова што го спомнав не случајно, тоа е кој простор за која намена би бил. Од друга страна се архитектонско-организацијски, од друга страна за менаџерско-организацијски оддел се однесува, односно како ќе биде воспоставен менаџерскиот тим и на која основа ќе функционира. Значи предвидено е да има што е можно помал број на луѓе, меѓутоа многу голем број на надворешни хонорарно ангажирани професори од образованието, од културата, кои што би на проектна основа, кои што би работеле со децата. Сега финансискиот аспект предпоставува, односно покажуваше дека за дел од тие активности ќе мора да се наплаќа, нели? За одреден дел, значи театарски, кино представи, презентации, забави, дури еден дел од студијата предвидува дека во домот, во одреден дел од денот ќе функционира и еден младински културен кафич. Инаку поранешниот дом на Арама во Тетово е претворен во руина, откако на закупецот му истече концесијата. Дворот сега се користи како локација за девијантни појави. Објектот на места е без прозорци со купишта смет. Да биде трагедијата уште поголема, овој дом е лоциран во строгиот центар на Тетово. Стапката на употреба на модерна контрацепција во земјава изнесува ниски 12,8%. 26 септември во светот се одбележува како светски ден на контрацепцијата. Во нашиот регион, експертите велат дека најголем проблем е неинформираноста и предрасудите, особено кај младата популација. Во светот денес се одбележува светскиот ден на контрацепцијата, чија мисија е да ја подигне свеста за безбеден сексуален однос и контрацепција. Лекарите информираат за видовите контрацепција, но и потенцираат дека најчесто се користат оние кои имаат најмала ефикасност. Прво е методот на пресметување и истовремено избегнување на плодните денови кај жената, односно избегнување на односи во тек на тие, да речем, критични денови. И методата на коитус интерруптус или прекинат однос, кога ејакулацијата е надвор. Сега овие методи се прилично несигурни, од и самото пресметување на плодните денови и методот на коитус интерруптус прилично несигурно ја штитат жената од несакана бременост и од пракса секојдневно се соочуваме со млади пациентки кои што бараат терминирање прекин на таквата несакана бременост како последица на некоја од овие методи. Други методи кои што постојат се оралната контрацептивна метода или антибеби пилулите, понатаму механичката бариерна метода, тоа се презервативите и спиралите, кои што ние гинеколозите ги класифицираме во една посебна група, во една посебна категорија. Ова се најчесто користените методи за контрацепција. Ниедна од овие методи не е 100% ефикасна, па затоа се советува да кога се планира да се користи некој од методите за контрацепција, да се направи комбинација на две методи, со што ефикасноста на самата контрацептивна метода се зголемува. Би се осврнала само на кратко за, да речем, дел од овие, само за кратко да објаснам дека
помеѓу населението, помеѓу популацијата, а за жал тоа е предизвикано или резултат заради тоа што и помеѓу колегите постои одбивност према употребата на антибеби пилулите, што е сосема погрешно, бидејќи антибеби пилулите се придобивка на 21. век, односно више подолго време се користат и представуваат еден од посигурните начини, методи за штитење, односно спречување на несакани бременности. Несаканата бременост е само една од ризиците од неупотребувањето контрацептивни средства. Тука спаѓаат и сексуално преносливите болести, како хуман папилома вирусот. Но предрасудите, стравот и недоволната едукација кај населението е еден од најголемите проблеми. Доктор Спировска вели дека ретко или воопшто не се употребува контрацепција, особено кај младата популација, што е загрижувачко. Би се изненадиле колку ви знаеле колку е спуштена возрастната граница на која што се започнува со сексуални односи. Мислам дека ни мајките, нити семејствата знаат дека децата се, баш буквално децата, се сексуално активни. Тие деца ни сами себе не се познаваат, нити пак знаат како да се заштитат. И тука велам, многу често, секојдневно си дозволувам да предам, освен во доктор и во педагог, кога не поканета воопшто нити прашана на тоа прашање, јас инсистирам на младите да им објаснам дека не е во ред, пример, 17 годишна девојка која што зад себе веќе има двајца партнери, е со актуелен трет партнер, да нити знае, нити прашува, нити користи никаков метод за контрацепција. Предрасудите и стравот од негативни последици заради употреба на контрацепција ги потврдуваат и од невладината организација HERA, која долги години се залага за унапредување на човековите права во областа на сексуалното и репродуктивно здравје. Од нивните истражувања се заклучува дека модерната контрацепција не е достапна за младите девојки и жени, особено за оние од сиромашните и социјално исклучените групи. Стапката на употреба на модерна контрацепција е само 12,8% и Македонија е една од земјите со најниска стапка на употреба во Југоисточна Европа и во европскиот регион. Цената на чинење пак е уште една значајна бариера за нивно користење. Дури најефтиното контрацептивно средство е недостапно за најсиромашните 40% од популацијата. Уште една пречка е и тоа што ниту едно контрацептивно средство не се наоѓа на позитивната листа на лекови покриени со осигурувањето. Доктор Спировска апелира да има што повеќе кампањи кои посебно ќе обрнат внимание на информирање на младата популација. Мора да се ние да реагираме, да не стоиме заглавени во минато време, туку да одиме во чекор со времето како го диктираат тоа младите. Во просториите на општина Тетово се одржа крводарителна акција во организација на Црвен крст и службата за трансфузиологија. Уште еднаш хуманоста на дело ја покажаа задоволителен број на крводарители. Акцијата траеше од 11 до 16 часот. Својата хуманост денес ја покажаа повеќе крводарители од регионот, дарувајќи крв во просториите на општина Тетово. Крводарителната акција се одвиваше без никаков проблем во периодот од 11 до 16 часот. Од службата за трансфузиологија велат дека ретко се соочуваат со недостиг на крв, а најпотребни се залихи од крвните групи со негативен RH фактор. Реално лоша крвна група нема. Имаме поретки и почести крвни групи. Негативните крвни групи се наоѓаат поретко кај граѓаните и потребата за негативни крвни групи од било која крвна група е поголема, се знае. Најмногу се очекува да има дарители од младата популација, но во изминатите неколку години нивната бројка се намалува, велат од Црвен крст Тетово. Дарителите, бројката опаѓа на дарителите од причина што поголем број на млади, што ни е целта си идат во странство. Како бројка година у година паѓа по 10 по 20%. Крводарителни акции, заинтересираните граѓани можат да даруваат крв секојдневно во службата за трансфузиологија при клиничкиот центар во Тетово од 8 до 15 часот. Наредниот месец крводарителни акции ќе се одвиваат во гимназијата Кирил Пејчиновиќ, како и во гимназијата 7 март. Полицискиот билтен регистрираше напад на малолетничка во училишен двор. Расчистено е кривично дело грабеж и физички напад извршен од странски државјани пред 2 години.
Тетовец пријавил дека вчера околу 13 часот во училишен двор во Тетово била нападната и повредена неговата малолетна ќерка, која претходно имала недоразбирања со ќерката на напаѓачот. Напаѓачот, 41-годишник од Тетово, бил повикан во полициската станица Тетово и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Тетово расветли кривично дело кое се случи пред 2 години во Тетово. Поднесена е кривична пријава против 2 албански државјани и уште 2 непознати лица поради постоење основи на сомнение дека сториле 3 кривични дела: разбојништво, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи и одземање на моторно возило. Настанот се случил ноќта помеѓу 23 и 24 јули 2017 година. Пријавените со употреба на сила влегле во куќата на 71-годишен тетовец, физички го нападнале него и членовите на неговото семејство и со закана со оружје од куќата одзеле златен накид, повеќе вредни предмети и патничко возило Range Rover. На тој начин, пријавените се стекнале со противправна имотна корист од околу 9.200.000 денари. Вчера вечер околу 23 часот и 35 минути на регионалниот пат во тетовското село Камењане, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ги лишиле од слобода 2 жители од гостиварско Чегране. При нивен и преглед на патничко возило Opel Astra со гостиварски регистарски ознаки, полициските службеници пронашле и одзеле кокаин. Двајцата биле приведени во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Гостиварци вчера вечер имаа несекојдневна можност да уживаат во концерт на оркестар од членови на Македонската филхармонија и џез музичари, предводени од познатиот композитор, инструменталист и диригент Џијан Емин. Во Центарот за култура Асном во Гостивар вчера вечер се одржа авторски концерт на композиторот, аранжер, инструменталист и диригент Џијан Емин со оркестар од класични и џез музичари. Гостиварци имаа ретка можност да уживаат во 70-минутен несекојдневен музички настан и интересна неконвенционална програма. Концертот беше насловен Нова ера на класичната музика. Многу ми е драго што имаме прилика да бидеме овде во Гостивар, особено затоа што ретко настапуваме во други градови, рече Емин Џијан на почетокот на концертот, преку кој не само што пренесе врвно музичко доживување, туку и многу позитивна енергија. Оркестарот кој настапи во Гостивар беше составен од членови на Македонската филхармонија и на Сдруженијето на џез музичари. Како гостин учествуваше гитаристот Армен Џафери од Приштина, Косово. Настанот се реализираше со поддршка на Министерството за култура. Националната установа Тетовски театар по 7ми пат го организира меѓународниот театарски фестивал во Тетово. Фестивалот ќе започне утре, а ќе трае до 2 октомври. Во рамки на 7миот меѓународен театарски фестивал на сцената на Центарот за култура Илјантески смог во Тетово со своји изведби ќе настапат театри од Косово, Скопје, Тирана, Истанбул, Скадар како и домаќините. Во сабота на 28 септември ќе биде прикажана представа на македонски јазик, Странци во изведба на Националната установа Драмски театар од Скопје. Утре од 19 часот, нели? Првата представа што се прикажува е Жива свинга од Националниот театар Косово. На датум 28.9 е представата Странци од Драмски театар Скопје. Ги повикуваме сите наши сограѓани, посебно оние од македонската националност, пошто и представата е на македонски јазик, нормално театарот нема граници. После на 29.9.2012 е представата Едно изгубено писмо, домашна представа од Тетовски театар,
која истовремено е прва реприза ова година, пошто премиера имаше пред 2 месеци и следуваше годишниот одмор за глумциве, летниот. На 39 е представата Јас имам секогаш една шамија во мојот джеп. Е представа од Albanian Dance Theater с Тирана. После на први 10, нели? Први 10 2012 е Джинот со плави очи, една исто така прекрасна представа која доаѓа од Истанбул, Турска, од Атакин театар. И на крај театарот завршува со представата Зона на чекањето од театар Миџени Скадар. Почетокот на театарските представи ќе биде во 19 часот, а цената на билетот ќе чини 100 денари, додека за студентите влезот ќе биде слободен. Денес започна одржувањето на меѓународен параглайдинг надпревар на Попова шапка, чиј домаќин е параглайдинг клубот Љуботен од Тетово. Параглайдинг клубот Љуботен од Тетово денес до недела е домаќин на меѓународен параглайдинг надпревар. Надпреварувачите доаѓаат од 8 земји, а ќе се лета во категорија FAI 2 во дисциплина прелети. Ќе се полетува од местноста Репетитори на Попова шапка. Надпреварувачките денови ќе зависат од метеоролошките услови, а доколку се добри условите, брифингот за старт ќе биде во 11 часот, а полетувањата од 12 часот. На стартот на Попова шапка ќе има техничка екипа, оспособена за помош при полетување и друга помош при старт. Метеоподатоци ќе се користат од метеослужбата на аеродром Скопје, управата за хидрометеорологија и пригодните интернет страници, информира Владимир Радичевски од клубот Љуботен. Има предвидени 8 прелети со зададени правци. Најдолгиот е од стартот на Попова шапка па до врвот Љуботен и назад до Тетово. Место предвидено за слетување во случај на неуспешен прелет е просторот во подножје на Шарпланина, помеѓу Тетово и Голема речица. Аферата Рекет е круцијален тест за системот на правната држава и треба да се реши темелно до крај не заради Европа, туку пред се заради нас самите. Ова е порака што денеска ја испрати председателот Стево Пендаровски на третата пленарна сесија на Националната конвенција за Европската унија во Република Северна Македонија, што се одржува во Собранието. Оваа афера е круцијален тест за системот на правната држава и затоа треба да се реши темелно до крај. При тоа не заради Европа, туку пред се заради нас. Не смееме да толерираме евентуални странични влијанија од било која страна и да доаѓаат. Имаме многу малку пресудени случаи за висока корупција и изречени соодветни санкции, а сите знаеме дека такви злоупотреби имало многу. Овој факт, за жал, говори за тоа дека високиот криминал и корупцијата кај нас долги години биле прикривани и наместо жестока реакција на правната држава ние сме етаблирале култура на неказнување. Сакам да ги охрабрам членовите на Државната комисија да продолжат со нивната работа во борбата против сите случаи на корупција и судир на интереси. Почина поранешниот француски председател Жак Ширак. Тој имаше 86 години. Беше председател на Франција во 2 мандата, во периодот од 1995 до 2007 година. Во негово време Франција го прифати еврото како валута. Последните години на неговото владење биле одбележани со скандали со корупција. За една од неговите најголеми реформи се смета скратувањето на председателскиот мандат од 7 на 5 години. Во раните утрински часови избувна голем пожар во една француска фабрика во северниот пристанишен град Руан, соопштија локалните власти. Властите додадоа дека нема пријавени жртви во оваа фаза. Пожарот во фабриката на Лубризол, компанија која произведува специјализирани хемикалии, започнал околу 2 часот и 40 минути по локално време.
Околу 130 пожарникари во моментот се справуваат со пожарот и е поставен безбедносен кордон. Тоа беше и последната информација во вестите. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!